одлука беше во преговори со Александар, кој ми потенцираше дека е амбициозен клуб, кој има некои повисоки очекувања, тоа е играње на сигурен плейоф и зошто да не? Би сакал да ја појачам екипата и се надевам дека би направиле многу добри резултати. Што подобри, што повисоки, то подобро за мене. Верувам дека добро ја познавате екипата на Прилеп. Што ќе кажете за квалитетот на овој тип? Биејќи одигравте веќе еден напредок меѓу Пелистер и екипата, мислам дека беше во тесна разлика, во тесна полза за идолскиот тип. Да. Изигравме еден добар напредок според мене. Екипата на Прилеп солидна екипа, која ние во Битола и тешко малку ја победивме. Ако би се реализирало и тоа засилување, би можеле да размислуваме и за позиција повеќе, како што кажа Александар. Дали понатаму како ќе се развива ова дерби понатаму Пелистер Прилеп? Дали Прилеп може да одржи ова место над Пелистер? Што не било чест случај во историјата. Секогаш има ривалство меѓу двата клуба, ама да оставиме времето да покаже како би се одвивало дербито. Биејќи битолчани ги има често во Прилеп. Еве сега мислам дека сте двајца, односно тројца, голманот, Кире Митревски бекот и вие тројца. Претходно беше и тренерот од Битола. Дали има уште можности да дојде уште некој од Битола? Тоа мислам дека е работа на повеќе на управата, како моја, така и кој да би дошол добро. Во која состојба е сега Пелистер? Па се уште е неизвестна состојбата на Пелистер, да се надеваме дека ќе биде на добра состојба за да имаме понатамошни добри надпревари, дербиени, пелагониски. Така да. Тоа е тоа. И докаде може да стигне Прилеп во оваа сезона? Сега моментално сме трети, а имаме шанси за второ место, теоретски, во основниот дел. Зошто и да не било достигнале тоа второ место? Мислам дека, според мене, е реални шанси да видиме и второ. Позади Зомимак. Реално. Според мене. Натаму ќе видим.